ВМРО-ДПМНЕ вечерва одржа историска седница на Централниот комитет на партијата. ВМРО-ДПМНЕ има силен механизам изграден во рамки на партијата, кој што секогаш успева да ја прочисти партијата, да го исчисти она што е лошо од партијата и јасно да го избистри доброто. Повторно да се врати на идеалите и на корените на ВМРО и да се погледне во очи со својот народ, со македонскиот народ. Вечерва имавме една седница на една длабока анализа, на внатрешно разјаснување и прочистување и верувајте, од денес ништо повеќе нема да е исто, односно ВМРО-ДПМНЕ завршува со хипотеките од минатото, доживува своја катарза и продолжува напред, силно, реформирано и единствено во идејата за Македонија. Би сакал да информирам за одлуките од вечерашната седница на Централниот комитет на партијата. На иницијатива на претседателот на партијата, Христијан Мицкоски, Централниот комитет разгледа предлог кој што тој го даде за одржување на вонреден конгрес со цел разгледување на потребата од гласање на доверба на претседателот на партијата. Централниот комитет, после дискусија, на која што за да не влијае врз останатите членови не присуствуваше претседателот на партијата, едногласно одлучи да го одбие овој предлог и смета дека партијата нема потреба да одржи вонреден конгрес и дека претседателот ја има целокупната поддршка за водење на партијата. Второ, заради действување спротивно на интересите на ВМРО-ДПМНЕ, но и на Македонија, заради силна соработка со Зоран Заев, како и организирање на група за притисоци, уцени, закани и подкуп на пратеници на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата, со цел да гласаат за уставните измени, а користејќи најниски методи, Централниот комитет го разреши подпредседателот на партијата Митко Јанчев. Согласно статутот на партијата, тоа го направи со тајно гласање, на кое што сите членови на Централниот комитет гласаја тајно и резултатот беше едногласно, сите одлучија дека истиот треба да е разрешен. Понатака го разреши членот на извршниот комитет Константин Богданов. Централниот комитет заради истите причини побара од матичните општински комитети да поведат дисциплинска постапка и да ги исклучат од членство Сашо Мијалков и Никола Тодоров. Понатака, Централниот комитет побара 8 пратеници, кои што мандатот го добија затоа што беа на листата на коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, а го изневерија народот, како и програмата заради која што се избрани, веднаш да поднесат оставка на своите позиции, затоа што работат спротивно на волјата на граѓаните. Централниот комитет го повикува јавното обвинителство по допрен глас да ги истражи наводите за притисоци, закани, уцени и подкуп на пратеници. И на крај, сакаме да ја честитаме новата криминална коалиција во Република Македонија, Зоран Заев, Вице Заев, Сашо Мијалков. За среќа, ВМРО има механизам да се прочисти, да се исчисти и јасно да чекори напред. Од денес ВМРО-ДПМНЕ чекори напред, свесна за предизвиците кои што доаѓаат. Да. Благодарам, повелете дали има прашање. Дали се чистите од неистомислениците? Па јас мислам дека доколку се организирала група која што на пратениците им се заканувала дека вечно ќе останат во затвор, дека физички ќе ги нападне, им нудела пари и сето тоа за да ги зачува своите стекнати привилегии, како и судски да не одговара во договор со Зоран Заев. Ако тоа сме го дознали и препознале и заради тоа преземаме вакви мерки,
Тоа не се неистомисленици, тоа е еден друг стил на работа кој што треба јавното обвинителство да го истражи. Други прашања? Кажете на почетокот дека ќе расчистувате со минатото, а дали тоа значи дека со сите функционери поранешни сегашни ќе има расчистување или само со тие Кои што имаат багаж? Да, кои имаат багаж или пак само со тие што имаат поинаков статус? Јасно, Централниот комитет направи анализа кој и што правил во овој период на обезбедување на ова двотретинско мнозинство. Исто така, она што е квалитативна одлика на оваа седница е дека после долги години молчење во партијата се отвори една силна внатрепартиска дебата за тоа што се случувало во партијата во изминатиот период. Процесот во овој момент се сведе на овие личности затоа што се однесува токму на оваа постапка. Но секако ќе ги опфати сите оние кои што се огрешиле пред партијата и пред законите, но исто така се во криминална коалиција со Зоран Заев. Веќе ја честитав, коалицијата е Зоран Заев, Вице Заев, Сашо Мјалков. Дали во тие ќе влезе и Никола Груевски? Во моментов за почесниот председател на партијата нема никакви сознанија дека учествувал во обезбедувањето на ова двотретинско мнозинство и на ниеден начин не бил дел од таа работа. Кажавме за кого имаме сознанија и кажавме кои се мерките кои што ќе ги преземеме. Дека споменавте тие кои што имаат багаж, тоа е еден од нив. Повикот до јавното обвинителство се однесува само за Јанчев, бидејќи за него споменавте подкуп, а за останатите лица кои ги споменавте и за нив повикувате? Не, да бидеме до крај јасни. Го повикуваме јавното обвинителство да ги истражи сите наводи за сите и членови на ВМРО ДПМН, сегашни и поранешни, но и членови на СДСМ. Луѓе со криминално минато, затоа што имаше многу и такви, и сите оние кои што им помагаја, како и луѓе од судството и обвинителството, кои што експресно носеа одлуки кои што претходно не можеа да се замислат, која била нивната улога во обезбедување на ова двотретинско мнозинство и соодветно на тоа јавното обвинителство да преземе активности. Други прашања? Едно прашање Да. за изјавата на денешната изјава на Метју Палмер, дека нема потреба што да се среќава со лидерот на ВМРО ДПМН, дека све што имал да кажал во писмото и на коментар. Ние сме во постојана комуникација со меѓународната заедница и со Соединетите Американски држави, ги сметаме за стратешки партнер на Република Македонија, остануваме позади тоа партнерство, во интензивна комуникација сме, писмото беше примено, на истото испративме одговор, сметаме дека во следниот период партијата треба да ги интензивира и ќе ги интензивира контактите со меѓународната заедница. Сега кога е појасно што и како се случуваше на Црниот петок, партијата може чиста, напред, со гордо крената глава да оди и да ги гради своите пријателски односи и со македонскиот народ пред се и со представниците на меѓународната заедница. Дел од медиумите Да. објавија дека Сашо Мјалков вечерва бил во ВМРО ДПМН за да му изрази поддршка на председателот Христијан Мицковски. Дали е тоа точно и доколку е така, беше ли тука, што разговара? Неточно. Во текот на носењето на уставните измени имаше и декларација од дел од пратениците, има и најави дека можеби и други ќе се приклучат на гласањето за уставни измени. Со какви санкции ќе се случат тие? Ставот на партијата е јасен, мерките кои што ги презедовме се јасни, очекуваме овие 8 пратеници да си поднесат оставка, затоа што не добија поддршка од народот да го менуваат името на Република Македонија. Тие кои што учествуваа во нивно убедување, притискање, уценување, подкупување, дури и физичка закана, дел беа разрешени, а за вториот дел бараме од општинските комитети да ги исклучат од членство. Благодарам на сите. Кои понатаму ги гласале? Од пратениците? Апсолутно да. Дали беа сите одлуки едногласно донесени, дали имаше некаква дебата околу исклучувањата, разрешувањата? Да, имаше плодна дискусија, но сите општински комитети, без исклучок, гласаја потврдно, односно за.